Хеј, Пандамониум радио шоу број 58. Здраво и добре дојавте во уште едно издание на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Айрис Креч, ово до мене е мојот човек Трајче и Activity. Здраво Трајче. Здраво Дарко, здраво Пандамониум радио екипа, се надам дека сте добро. Пандамониум радио шоу. Прв го снимаме у четврток. Да, ама со добра причина. Број 58, скоро при крај, ама моравме да ја пуштеме епизодата малце бидејќи имаше случка настан евент во Скопје, кој што решивме за кој што решивме вреди да се направи онака да ја турнеме епизодата за еден ден, чисто само за да го доловиме и тој момент за да го ставиме, да кажеме импресии. А тоа беше, мислам дека и повеќето знаат, тоа беше Тайга. Fusion Festival, брат, многу е добро што го направивме ова, бидејќи еве ти дојке мене пред пола сат и цело време збориме за настанов вчера. Да го оставивме за следната недела, више првите импресии ќе беа легнати, ќе зборевме малку со поинаква од поинаква перспектива, можеби ќе се десат некои други работи. Вака да речеме тоа ни е случката на денот, на темата на овој подкаст, иако ќе збориме и за некои нови изданија и тоа се случи преходната недела. Од нигде никаде. Дрейк дропна и имаше и коментари за тоа, Дискордот изгоре пак. New Music Friday донесе и добри и лоши ствари, али да почнеме од почеток. Вчера се деси Fusion Festival со хедлайнер Тайга. Мислам дека, се надам дека повеќето од вас и беа на самиот настан, се надам дека се поминавте добро. Ние споминавме топ, сега зборевме со Трајче, ќе збориме малце повеќе за тоа. Благодарност, пред се благодарност до Fusion Festival за организацијата на овој настан. Букирањето на Тайга во Скопје, носењето на Тайга во Скопје, баш зборев со мајка ми вчера, брат. После 50 Cent ова е дефинитивно најголемо име што има дојано во Скопје. И мислам дека е би го споредил тука некаде, иако можеби е од различен калибар тип на артист, али големината и величината и значајноста на Тайга и на 50 се тука некаде за хип-хоп културата и за публиката и слично, и мислам дека е најголем име после 50, значи тоа е после 12-13 години што доаѓа во Македонија и мора да се даде шараот за Fusion Festival што го донесува тука. Мислам дека е the right step forward онака, како мислам дека ова и се надевам дека ќе ги онака сите организатори, сите промотери, мислам дека се надам дека ќе ги потикне онака, дека има потенцијал за рап звезди онака да се викаат овде на овие простори, бидејќи Македонија е многу блиска, као мислам дека и поголеми имења дури и може да донесе имења од тоест луѓе од други држави да дојдат да кој што ние идеме за одредени концерти во Србија, во Бугарија и ред и такви ствари, ама реално огромен шараут за овој степ онака, за овој чекор, што на пример можеби на почетокот и не знаеш дали ќе биде ризик или не знаеш како ќе реагираат луѓе. Луѓето, барем од моја гледна точка, реагираа феноменално вчера. Сите што беа присутни се поминаа добро. Ние го отворивме настанот, ние бевме тука како некоја локална поддршка и среќен сум и горд на мене и на нашата екипа дека пуштавме музика на еден ваков настан пред еден ваков артист. Зборевме веќе за ова, брат. Нескромно ќе кажам дека јас сум можеби еден од првите и ние како екипа сме едни од првите кои го пуштале Тайга. Реално. На нашите сетови и it's only right да пуштаме музика и мислам дека со оглед на сите ствари и сетот помина окей, иако беше малце скратен, повеќе што требаше, но тоа беше направено за доброто, за публиката која беше доено за Тайга, да не треба премногу да го чека Тайга, тој се качи дури малце порано од предвиденото, што не е случај со големи звезди, не е случај на вакви фестивали кај што многу често знае да се турка работата и да се одлаговлекува што повеќе и повеќе. Така да, уште еднаш благодарност за сите кои дојдоа, се надам дека се поминавте добро и ајде да почнеме со рецензија на самиот настан и со први импресии. Трајче, како си помина ти? Види, right off the bat, ќе кажам дека енергијата беше многу добра. Не сум човек кој што веќе многу често иде на такви работи, мислам дека најпогоден сум онака од тие моменти од корона, едно друго се заседнавме дома, енергијата ми е малце смената. Вчера кога отидов таму, ми се врати онака на момент. Вие ми ја вративте и ти Панчо. Имаше некои бенгери кои што ги пуштивте на почеток. Ми се свигаше моментот дека имаше и нови ствари, ама имаше и стари бенгери, брат. Као буквално се пушташе онака и A$AP Ferg, се пушташе и Chief Keef. Тоа што требаше. Тоа мене за да ме врати, за да ме крене онака у некој друг муд да ме стави, да ме смени.
хемиска реакција овде вака ми се појави у глава, знаеш, на промена. Топ ми дое тоа. И некако искрено брзо некако нели тој период пројде, кој што кажеш, вие бевте малце скратени, луѓе беа уичекување. Тоа што приметив, имаше многу луѓе не знам зашто имаше многу луѓе што зборат англиски, брат, од нигде никаде околу мене, као имаше луѓе од Австралија, не знам, луѓе збореа, справено муавет овде. Од Канада имаше некој, као имаше луѓе кои што сега можеби не конкретно дошле за тајга, ме разбираш, ама бидејќи се тука, тајга е случка на денот, овде се, ме разбираш. Така да мислам дека сплоти многу луѓе, сплоти поише генерации кои што имаат пораснато со неговата музика, имаат, а можеби го имаат, кој што јас го имам направено тој switch, реално Дрейк и Тајга беа таа интродукција на таа комерцијална нова музика, Young Money, нормално. Приметив дека не кажа Young Money. Виде? Не го приметив тоа, него мене. Намерно, брат, наместо Young Money кажа Last Kings, затоа се смеевме со Оги беше до мене. Оје рапуваше и он кажа Young Money, да, не, Young Money and we getting rich on the motto. Аха, добро. Ама он кажа Last Kings killing shit и тука треба да каже Young Money but we killing shit. И он пак кажа Last Kings, као го смени, го тргна. И му викам, не е више Young Money, брат. Помина тоа време, брат. И рей 2010 no more, брат. Не, мене ми изненади, ја заборав Bedrock, брат. Не ја заборив како песна, ја пуштаме цело време. Да, брат, да. Ама имам заборавено дека Тајга е на песната, брат. Искрен ќе видам кога ја пушти. Сикам и Тајга беше на песна. Брат, човекот има ненормално многу бенгери, значи факт. Не настапи ни пола од тоа што можеше го настапи, онака може 3 сати да настапува и не ни влезе доволно у микстейп материјал, онака кај што има онака скриени бенгери. Имаше уште многу песни, ама солиден сет, долг сет. Бидејќи, знаеш како, Тајга е човек кој што најчесто неговите хитови се со некаков фичер, се сврзани со некој друг артист, гостува на многу албуми каде што имало бенгери и многу беше добро дека транзициите беа феноменални, на моменти беа онака како дека реално и тој DJ Master сите се онака на сличен слично темпо, да. Ама транзициите беа многу добри. Ти кажа дека имало некоја транзиција што не ја направија. Брат, тоа мораше да го направат. Дури се мислев дека и на крај ќе го направат кога втор пат ја пуштија Макарена, ама многу ми е криво дека не ја направија, дека беше многу откачена. На тонската проба ја пробува, не беше Тајга, али диџејот беше Макарена и после влага негде на пола таму инструменталот на Мундиан Тебахке од Панджаби MC. Брат, тоа да пуштија вчера ќе се превртеше цел стадион на Рома. 100%. Види, втората песна која што ја настапи беше Hey Ladies, Тајга и Travis Porter, брат. Дали беше втора? Втора или трета, брат. Прво нешто што направив, вадење телефонот, ја и Димитар, брат, ја имаме убиено таа песна од слушање, брат. Тоа мислам дека беше и едно од трите видеа што успеав само да ги снимам. Као реков, овој момент морам, не е ни Rec City, ни Make It Nasty, ништо, не. Ова ќе го снимам, ова ми треба, као не ни очекував дека ќе ја настапиме. Разбираш, таа песна е толку длабоко онака никој не знае, брат. Ако некој знае за Тревис Портер, брат, ако има чуено за Тревис Портер. Тоа се самите почетоци. Тоа е 2012, брат, Макс. Hey Ladies е као Okay now ladies. Хаос. Леле. Диплопродукција, брат. Сварно? Да. Па и после искочи со Major Lazer, која беше песната со Major Lazer? На Bubble Butt. Не Bubble, немаш уште една? Bubble Butt има сигурно, не знам уште една. Сигурно има, брат. Мислам дека има уште една, не е ни битно. Ми изненади со сет листата, као очекував дека ќе биде онака отиде фул комерцијално, ама отиди и со тие старите хитови кои што ние ги памте, ја имам сеќавање од нив, ме разбираш, тоа ми беше многу кул. Ме врати у стари времења онака, најчесто, знаеш, не ни скокав, не ни играв нешто премногу, као нормално, хип-хоп концерте рака горе и клатиш глава, ама повеќе ми беше онака као насмевка Симов на лицето, као дека ги имам живеена ствари, бе, као со секоја песна како што иде имам некое сеќавање, за се сеќавам на журки на едно на друго и тоа ми беше многу кул. Old Head сум, тоа е, јеби го. Пораснав у тоа време, ме разбираш? Ама као мене Тајга ми има такво значење, брат. Као веќе ми е можам да кажам, слободно можам да кажам дека не го слушам Тајга у 2022, ме разбираш, ама за тоа што и тоа што кажа на пример, брат, не е лудо да кажеш дека Тајга е тоа што бил 50 у 2000-ти почетокот и
рачунај дека Тајга има уште хитови, брат. 50 од 2010 веќе немаше хитови. Као Последните хитови беа тогаш. последните хитови Ама беа мислам дека дојде кај нас пред да у залезот на кариерата. пред да ги извади последните хитови као Down on Me. Мислам дека кај нас беше пред тоа. Не бе Down on Me е 2009-та? Не сум Он кај нас сигурен. 2010-та дое. Down on Me настапуваше кај нас, не сум сигурен, брат. Мене ми е некако кога да ми е тоа после. Можно е, може би да грешам. Како и да е. Муабетот ми е дека можеш да повлечеш паралела помеѓу 50 и Тајга за тоа што значат во времето кога искочиле. И Ме кога разбираш? дошле кај нас. И кога дошле кај нас, да. Пошто буквално има многу време од почетоците на 50 дури да има доено кај нас и почетоците на Тајга дури да имат буквално се работи за 10-12 години период. Да. Така да затоа велам дека е step forward, се надевам стварно, се дешава и Smoke Purp сега, се надевам стварно дека луѓе поише ќе го видат потенцијалот во рап артисти, во публиката која што може да ја донесат. Од друга страна, ќе се вратам на Тајга, мене ме изненади многу со неговиот сценски настап, брат. Ја искрено имам секад идам со доза на онака, знаеш, она uncertainty, несигурност да чисто пошто си има се дешава кај што ги мрзи, не настапуваат кој што треба, плейбеци не се ни замараат. Посебно овие урлаат на артисти што се под микрофони. наводници многу комерцијални, што имаат многу такви бенгери, као на пример French Montana на Exit, као на пример Migos на Exit. Ете. Така. Овде не беше тоа, брат. Ја овде не чув ниту еден плейбек. Може би само на Мамасите или некоја песна, или на пример на Loyal, каде што мислам дека може би ги немаат стемовите за да може да направат ова мартирица за средат за настап. Како и да е. Голем дел од песните беа онака апла, она full on Тајга, Рапувани од збор до збор без никаква грешка, брат. Многу ми изненади, voice control феноменална. Сите песни што ги настапуваше, звучеа максимално колку што може еден артист да извади од себе, да звучат толку блиску до студиска верзија, што е нереално дури за мене. Посебно неочекувано од артистко Тајга. Не го сметав за таков, брат. Ми изненади со сценски настап, ми изненади со crowd control, со иако не беше нешто ултра спектакуларно, ме разбираш, ама пак ја движеше цело време, ја држеше публиката на нози. Тоа многу ми се свиеше. Ми се свиеше тој дел, ми се свиеше енергијата што ја донесе. И ми се свиеше како течеше целиот настап. Ја тоа ќе кажам дека имаше добар почеток, ама никад не ја спушти онака, само на момент 2 намерно имаше еден као брейкдаунс во самата сет листа. Тоа е колку и нормално да даеш дифи на луѓето кои што го гледаат, пошто немаше песна која што не беше рапувана збор до збор. Имаше многу луѓе што ги знаат песните онака word for word и мило ми е дека е тоа така. Го примети тоа, брат, и мислам дека и Апсолутно. самата сетлиста е направена така да не те држи да влезе многу јако и да не те држи да земеш здив 10, 15, 20 минути. Да. И тука беше пукање. И тоа што го кажа и ти, песните му се слично темпо, повеќето од нив беа направени како медли, 2-3 песни споени, па тек после има пауза. Значи тоа е таа умешност да извадиш максимум од својата музика, бидејќи како што кажа и ти, има многу фичерс, има многу ремикси, има ствари што можеби ако ги настапува песна по песна класично, цело време ќе биде ај се ќе рапува еден верс, па ај се застани па следната песна. Да. Вака има споено на делче 4-5-6 минути трае, 2-3-4 песни споени. Да, уствари прошле 5 песни у тие 4 минути. Да, атмосферата цело време е јака, бидејќи многу брзо се менја, тоа исто како во DJ сет да ги менјаш песните само на рефрен или на прв верс, многу брзо енергијата држи. После тоа ќе застане, ќе има аплауз, ќе поработи малку со публиката. Put your hands up one time и тоа е тоа онака и после on to the next one. И тоа беше мојот најголем впечаток беше стори тој го знаевме, ама кога настапува многу појако. Колку бенгери има и колку онака луѓето ги знаат песните, брат. Да. Дури да не слушаш хип-хоп, мислам дека имаше многу луѓе кои не слушаат хип-хоп во публика или можеби не им е тоа примерно, да. Ги знаеа песните, можеби не сите, ама ги знаеа. Брат. Мене хайлайти ми беа постарите песни, како на пример признај си. брат, Хука ја настапи. Да. Хука не му е ни толку преголем хит. Да, своевремено беше дека можеби и прва колаборација, можеби и единствена, искрено не знам дали има друга со Young Thug. Ама имам ставено на микстейп, брат, мислам дека му се Нюши тројката или така нешто, брат. Тоа е 2014, брат, така нешто. Така Тоа се почетоците на Young Thug, брат. Така да
има многу легендарни моменти низ неговата кариера, тоа го зборевме дека у поглед на тоа што има направено на неговиот каталог, мислам дека се уште е underrated. Знам дека има премногу хитови кои што може да го кажат спротивното, да го аргументираат, но ако се задлабочиш у неговата дискографија, мислам дека тој има еден онака unparalleled mixtape run, искрено, као еден од подобрите. И влези и таму, брат, као буквално онака доја вика чекај да ве тестирам. Буквално ја стави публиката на еден момент на тест. Као иако тие беа хитови, он е крив дека се тие хитови, брат. Инаку се микстейп хитови, брат. Као Make It Nasty ден денес ја нема на Spotify, брат. Не можеш да ја најдеш. Да, не знам, не мислам дека има сега, ама Не бе ја бара вчера, ја нема, не можам да ја најдам. Make It Nasty да, е микстейп хит. Абе исто така ремиксот на Мото е исто така микстейп кат и имаше уште неколку други кои или може би биле на микстейп па после се ставиле Да. Ама и на албум. тоа сакам да ти кажам дека као тајга таму вире е најдобро, брат. И мислам дека тоа време нас тоа не фати, тој момент каде што стварно е ро, као буквално зимаше битови, рапуваше врзнив и ги вадеше само на микстейп, само за да биде тука, брат. И мислам дека тоа највише не каптивираше у тоа време и затоа мислам дека и такви мемории имаме. За исто и мене Highlife ми беа сите стари песни, брат. Па дури и Bedrock, Faded, брат. Bedrock ми извади од памет, брат. Буквално онака не може исто имена. Не, си викам, то чекај бе, брат, као стварно сериозно човеков беше напеснава, бе, брат. И после почне он да рапува и го знам делов него. Неговиот верс меѓу последните меѓу на крајата, да. Ама почнам да се присетувам у истиот тој момент и као ми текнуваат на завршените зборови од речениците, ме разбираш? Као не знам, тоа е и тоа е добро, брат, као Trip Down Memory Lane, пошто ние ги имаме минато низ тоа време кај што дента кој искочила песната сме ја знаеле, сме ја чуле, сме ја пуштиле. И сега на пример да имаш шанса да го чуеш уживо е многу добро. Така да брат, да го видиш на 2 метри пред тебе. Ја го видов и малце поблиску, ама као тука ти беше, ако си бил во прво втор ред, кај флексни се сликаше со него. Флексни. Селфито. Легендарно. Добро, брат, ќе збореме за тоа, чекај да го завршиме. Брат, го чекавме многу време да се сликам и два направив некоја слика која сме као двајцата као марсовци, брат. И јас сум која сум направил некој моли, брат, он исто. Он е малце на туси, брат, ја на моли faded Скрос. Ама пак ќе кажам, многу ми е мило дека се деси ова. Мило ми е дека искочи така професионално, искочи и он со енергија, дури и мислам дека и изненаден беше од реакцијата на публиката, пошто не знам ако си американец и си мултимилионер и познат хип-хоп артист, онака светски познат, и ти викаат настап у Македонија, концерт. Не знам што си мислиш, брат. Ништо не си мислиш. Не знам што си мислиш, не знам као дали имаш осет дека си на пример слушан таму и доаѓаш у uncharted territory и ти се деша ова каде што X илјада луѓе ти ги знаат песните word for word, брат. И тебе те вадат од нозете креваат, брат. Види, мислам дека Тајга, брат, тој го зборевме вчера како заврши настапот таму кај нас у бекстејдж. Тајга, брат, после второто враќање него, после тој мал пад во кариерата, кога се врати сега по втор пат со Taste и со сите други ствари, мислам дека отиде намерно и во тие Switch Lanes не настапи. Како бе мислам дека ја настапи? Не бе. Не ја настапи. Па знаеш колку бенгери усади не настапи и од тие малце. Switch Lanes не ја настапи. Сега ми текна тоа се седи, брат. Switch Lanes не ја настапи. Брат, Switch Lanes не ја настапи, Do My Dance, Моли. Имаше доста. Имам уште може уште многу да настапи. Да, минимум уште онака 45 минути само со бенгери ко ништо. Ремикс пола сат 40 минути. 187 Доп. Да. Продолжи, извинете, прекинав. Откако се врати он после тој мал пат во кариерата, кога направи голем камбек со Taste, мислам дека и само одлучи дека нема да биде веќе као хип-хоп артист, туку иде мејнстрим, иде глобално, иде онака, и затоа и ги направи песните како Макарена, Локо Контиго со DJ Snake и J Balvin, ако не се лажам. Огромен бенгер, мене тоа ми беше од најаките моменти вчера. Така. Бидејќи ја сакам песната искрено и која настапи баш добро изгледаш и мислам дека Тајга е свесен дека е глобално популарен. Можеби ја нема на кор фан база која има многу други артисти од хип-хоп светот, но можеби која малце по ниш или можеби е концентрирана дали во Америка и во Европа. Мислам дека Тајга, брат, буквално во целиот свет иде и у Индија, да иде и у Колумбија, и у Нигерија, и у Русија, негде таму, и појма немам, и у
у Кина или у Тајланд, мислам дека има глобален. фанови, дека и музиката што ја прави последниве 4-5 години е глобално звучи така како да е за сите и верувам дека има поминато и настапено низ многу земји низ целиот свет. А Македонија на крајот денот у Европа не е ни нешто многу аут, знаеш, да, не сме далеко, не сме толку далеко колку што мислиме. Некоја земја брат таму у средината на Блискиот исток или некаде во Африка или некаде во Јужна Америка или појма немам каде брат. Така, да, те разбирам што сакаш да кажеш. Пак и Европа, јако се мала земја, ако можеби со непознато име за него и онака, можеби пак in the middle of nowhere, али мислам дека човекот е свесен за својата глобална популарност и ова само му се потврди уште еднаш и супер е што е така брат на крајот на денот. Апсолутно. Огромен шараут за него брат дека од Лас Вегас стави некои слики во LA, најверојатно снимале спот со YG, го најави новиот сингл, нешто YG. Збореа и кај нас на Discord искача, мислам дека трака со YG и со искрено не знам уште кој, ама знам дека искача нешто ново. Бија или некој женски артист. Чекај. Па Бија 21? Тоа е? Па тоа мислам дека е со еден кремасто црвен кавер. Па мислам дека е тоа. Па тајга стаи. YG Бија 21 тајга. Да. Мега. Имаше стајно слики со YG, најверојатно снимање на спот или нешто така на црвена кола, баш со таа естетика беше. Значи он настав во Лас Вегас, снимање спот со YG, лет до Париз, Fashion Week Париз, ставаше вчера сториња дека е таму, Живанши нешто, модна ревија или појма немам што. Private jet до Скопје, од Комбе. Брат, не излезе од комбето, брат. Седеше во комбе, микрофонот го донесува во комбе. Од комбето излезе, последи 2-3 минути, не бе ни 2-3 минути, брат, 1 минута надвор, пред комбето, во бекстејдж, длабоко во бекстејдж, подари шаторите. DJ-от ја пушти првата песна и одма излета на стејдж и тоа беше тоа. Значи, шараут за професионалноста и ефортот што го даje брат да го направи ора, дое тука и да настапи како што треба, значи. Не, пропер настап беше апсолутно. Искрено нака настапот беше Да. Дури мислам дека подобар од очекуваното и за нас двајца, така. Мене ме ги надмина очекувањата у смисла на колку професионално беше, колку беше со енергија, колку не беше само доен за да пројде. Тоа сакам да кажам. Разбираш, као и тоа мислам дека и знаеш како тоа се дешава секад кога ќе затоа ти велам, мислам дека и него го изненади енергијата од публиката. Можеби, и тоа, знаеш, директен фидбек е брат, тебе те тера уште толку поише да даеш, ама со оглед на тоа и со танчерки и све дое и цел ентураж имаше околу него, мислам дека спремен е за тоа. Спремен беше за тоа за да настапи да даде се од себе. И мислам дека кога имаше многу солиден настап, брат, многу солиден, ти велам, од страна на професионалност на тоа како звучеше, како тој се понашаше на сцена, топ 10 out of 10, брат. Не можев да побарам поише од тоа. Се слагам, брат. Се слагам. Јас сум многу задоволен. Очекуваме фидбек да ни пишете у коментар на YouTube. Ја очекував некој да викне полиција на крај само, ама не се деси тоа. Само тоа можеби беше единствено. Морам да го спомнам. Не бе спомни го брат слободно, тоа да коментираме настапот на тајга. Тоа не знам што беше брат, не можам да сватам, не знам тоа дали е некој гимик што го прави цело време на настапи, али имаше премногу малолетнички на сцена на еден момент на самиот крај. Немаш да барат лични карти на дојчињата кога ги снимаат од публика, брат. Фер. Мислам. Але на другата страна беше со Кайли Дрвеше Underage, така да he don't give a fuck. Реално. Брат, и она една од најаките песни, добро таа спора за настапи, она Stimulated му една од најаките песни, брат, на тајга. Не е она у спот. Па за неа е тоа нешто, таа направи. Епа, нема врска, као ја го гледам тоа, се дешава на сцена, Макарена пак по втор пат иди, ја ваков под око гледам, викам, као who gonna call the police on Tiger, али не знам, чудно беше целиот тој момент, брат. Не знам, security го ги туркаше сите девојчиња, овие сакаат да се сликнат со него, селфиња прават онака зомбиња брат со телефони, не знаат да уживаат. Тоа е брат, се и свашта се исподеси, некако чуден завршеток беше, некако дипна директно од стејџот, не се ни поздрави со публиката. Можеби само беше тоа единствениот онака, боле ќе беше да не се дешава тоа воопшто. Се слагам. Да ја поздравеше публиката, не знам, ако имаше шанса за анкор, уште една песна и да си еднаш Макарена трет пат. Да. Не, било што, ме разбираш, било што. И мислам дека тоа беше единствениот мис, тоа беше единственото нешто што не ми се свиѓаше. Од поглед на друго со све, целиот настап буквално од самиот момент на искачање на сцена и како настапи и како почна, топ.
Слагам брат, се слагам, јас сум многу задоволен. Со visuals, со све. Апсолутно. Брат, со visuals, со пиротехника, со танчерки, уиграно со диџеј, тај га настапува, рапува, не се заебава. Се што треба, брат. Да. Многу професионално и мене тоа ми се свиеше. Затоа Затоа ги ти го- менува песните, енергијата беше цело време на високо ниво. Fusion Festival се погрижија дефинитивно да има да изгледа се тоа добро, да изгледа како што треба за еден ваков артист и еден ваков фестивал и мислам дека тие што беа брат се поминаат, се надам дека се поминаат добро и мислам дека добија добра вредност и добри сеќавања од овој Апсолутно. настан. Апсолутно. После тоа, знам и тоа беше многу добра потек, дозволија на луѓето да си поминат онака поубаво, ги отворија, фактички ги споија фампидот и партерот, нешто што многу ми се свиѓа бидејќи зашо не се сите журкаат? Мислам дека и тоа ќе створи онака баш шептен, почна тајга, тој момент многу ми се свиеше дека беше правата ствар да се направи тоа и мислам дека тоа е онака all in all добар као добар настан во поглед на тоа дека артист кој што ја искрено не ни очекував такво нешто, као многу ми беше чудно, дури ми беше уште на самиот почеток. Читам Тајга во Скопје, си викам вау, као сериозно? Ја искрено прво помислив дека е за аванција, не го ни сватив сериозно, као Да, бе, да знам. на тебе пишување, се ова е for real, као сериозно е, викаш да, вау, топ брат. Топ, само се надевам дека ќе има од овде одскочна даска на нови артисти. Не сакам да заврши овде, не сакам да чекам уште 10 години за да дое некој друг. Ме разбираш? Да, брат. Стварно чекавме 10 години, брат. Да. Кој 10-12 се брат. Па поише се, да. Поише се, 2022 е, 2010 беше 50. Така да се надевам дека ќе даде поише онака инсентив на луѓе да организираат вакви настани со поголеми артисти. Мислам дека има потенцијал и мислам дека ќе им даде онака кураж на општо на промотери и на фестивали други или на индепендент други кои што не зависи од немаат онака бренд фестивал, туку едноставно не знам, најавува Дрейк светска турнеја, Скопје добива датум, ме разбираш? Немаме арена брат, кај да го откаја. Се надевам на нешто такво, брат. Брат, тоа стадион ке треба. Мада не знам. Ме разбираш? I'm putting it out there, дека нема. Мислам дека го има потенцијалот, ме разбираш, ништо не ги кошта луѓе од Белград да дојдат до ја имам премногу луѓе упознавано на таксират кои што не се од Македонија, бугари, срби брат на Ману Чао брат заглавив, ракија имам пиење дуњевача брат пред Метрополис арена со срби брат, што ги упознав симнувајќи се од автобус на транспортен брат. Ние сега само што стигнавме со возот од Ниш, ме разбираш, и као цело друштво 30 луѓе. Така да мислам дека баш онака и Скопје е управата положба дека многу е блиску со Србија, многу е 3,5 сати возење, 4,5 сати возење ти од било каде, брат, разбираш, од Солуна кога тргнеш стигаш. Мислам дека може, доколку има момент за да се направи тоа и ако се маркетира добро, мислам дека има потенцијал да се деси, да може да дојде некоја светска позната звезда од рап сцената нормално и да биде успешно онака со бројки добри на појавено, со убава продажба на карти, со убава организација, со све. Мислам дека е возможно тоа, само треба поише да се работи и мислам дека ова, затоа реков уште на самиот почеток, е прав чекор онака step forward за све тоа што се надевам дека ќе следува. Така да затоа велам, shout out to Fusion Festival за што направија таков чекор. Не знам у нивното планирање унапред дали тоа било ризик, пресметан, не пресметан, искрено и као мене ко фан на хип-хоп нема да ми дое Тајга да го викнам у Скопје, ме разбираш, као и функционира. Да бе, да брат. Ја преубаво си продав, ја имам само позитивни ствари да кажам за тоа, брат. Исто ја, уште еднаш шараут за Fusion Festival. Чест ние што бевме дел од ова и со настап и со помош околу промоција и организација. Така да се надеваме дека се поминавте добро, сакаме да ни пишете како сте се поминали на YouTube и на Discord и до следниот фестивал, брат, до следниот настан, следното го најави следната мега звезда. Мега звезда, ама чекај, прво лето да ги стераме нашите тековни настани. Абсолютно. Не е мега звезда, али сосема солидна звезда за македонски стандард, Smoke Purp на The Fest. Јоп. 3 јули, тоа е брат следниот викенд, значи за една недела више треба да се пакуваме за некој дојран, што е многу јако, Тоа е дека искрено ќе ми видам брат, наискрено оваа недела ми почна летото брат, буквално и не само што почна и календарски летото,
Така. Ама и стварно и почна летото, бев во Охрид, брат. Се бањав прв пат во Охридско езеро. Се Ајде. сунчав прв пат, значи купив крема за сунчање, се сунчав. Одседив This the season, ајде. Одседив 2 дена у љубаниште, малце одморив. Почна летото, седев на плажа, се вратив тука, почна фестивалска сезона следниот ден. Снимаме ова, више е топло, пуштивме прв пат клима да лади тука. Почнува летото, следната недела е The Fest. Јап. Значи онака, више можеби малце нагло, али Да. влагаме, летото е тука, следи одлично лето со настапи, шейк турнеја, stay tuned, се гледаме прво на Дојран, во Дојран на The Fest, 3 јули сме ние, го објавија лајнапот брат по денови, значи сите денови има нешто интересно да се гледам, многу ми е криво дека нема да го видам таму. Ја имам купено карти за сите 3 дена, имам купено смешта и све организирано, така да се надам дека ќе биде топ. Мислам дека као најголеми очекувања имам за недела, од самиот факт дека вие ќе сте таму, ќе има дружба едно друго цел ден, рибу фуктак, све тоа ме разбираш, ама и петок и сабота не се уопште за подценување, мислам дека за сите луѓе, тоа го зборевме претходниот пат, за сите луѓе, за било каков фан, било каква музика, за само ако си слушател на музика има нешто. Брат, на крајот денот е добар провоз, значи Дојран е, Да. убаво е, си земеш аутан, си се прскаш со аутан дека комарци каса многу. Факт. Колку пари да имаш, може да си приуштиш пакет Дојран. Се надам дека пилоците, пијачките нема бидат скапи. Кампот е тука за тие што немаат пари за смештај. Јеп. И што се поавантуристи, помлади, постари, сите се тука. Другите локали имаат забави, има тука се дешава низ градот и во околината многу ствари, така да еден викенд да се смени за Дојран е топ. 3 дена е. Програмата е топ. Поише стејџови, сега година нешто ново има, некој нов стејдж, некоја нова дешавка. Таму ќе бидеме. Дојдете на The Fest, Feel the Shake, 3 јули, Lake Awake стејџот. Stay tuned. Имаме следната недела уште една емисија, ќе збориме може и поише за ова. Апсолутно. Да се пребациме на нови изданија, брат. Мислам дека е време да збориме за Дрейк. Honestly, така never доаѓа. mind. Од нигде никаде, брат. Чекај, малце, мора да почнеме. Ајде. Мислам дека треба да почнеме од моментот кога се најави албумот, брат. Више имав испиено 3-4 пијачки у мака. Мислам дека ти ме тагна на Дискорд. Да. Прво се мислев дали да отворам, брат. Викам ај сега Дискорд не ми се отвара сега. Вредеш. Брат. Не, Значи го знаеш како? Као ја го отварам и тука, брат, знаеш кога си баш на таа доза на алкохол, да. те пука онака како да кажам, брат, значи таман си потфатен, ме пукна на многу Не, не, убаво. еуфорија, ама убаво чувство е, да. Да. Не, баш еуфорија така некако како уште кога си само на убавото од пиењето, кога само убавите ефекти ги имаш и као леле, брат, го гледам каверот, си викам ова ќе биде нешто дип, го гледам, го најава 7-ми албум, викам ова ќе биде албумот уствари што требаше да биде CLB. Не знаеш Boy, were you wrong. Не знаеш колку се хајпнав? Мислам дека сите го имавме тоа очекување, мислам дека како заради тоа и би имаше таква реакција. Дрейк од нигде не дека ова прв пат што го прави ваков да као да има ваков ролаут, ако може да се нарече тоа само со еден обичен Инстаграм пост и со Кога го имаш, кога го претходно? Па Дури не, и за CLB беше да негде така. If you're reading this it's too late, не го дропна од нигде никаде или го најави пред на тоа, тоа. брат. Тој ми е еднака Мислам дека го дропна, тој иако проект не на го Дрейк смета. Неам, брат. Или More Life да не беше така, брат. More Life го имаше најавено ко микстейп, дека ко плейлиста, дека го вади неколку дена пред тоа. Мислам дека If you're reading this it's too late беше извадено од нигде никаде in the same fashion as Honestly Nevermind, ама знаеш како? Дрейк ти најавува со еден обичен Инстаграм пост као After Midnight, мојот 7-ми студиски албум. Океј, Дрейк кога ќе каже дека е студиски албум, значи нешто. И као го гледам, како што кажа, го гледам фонтот, го гледам каверот. Прво нешто ме мава Scary Hours, брат, па тоа. И си викам, Тоа е океј, Scary Hours. океј, викам, ова е тоа што го чекавме сите. Као ова или ќе биде најдоброто нешто што го има извадено или ќе биде најлошото нешто што го има Зашто би извадено. најлошото, брат? Па, знаеш како? Не може Не не, знаеш. не изгледа дека ќе биде Не. најлошото, ме Ама слушаш. отидов у таа екстрема каде што или ќе биде најдобриот Дрейк албум или ќе биде најлошиот Дрейк албум. Сега, кога ќе сме веќе на тоа,
Како излезе на крај? Ја одмах ќе кажам дека според мене е најлошиот Дрейк албум, но не е лош албум. Само не е за мене. Ме разбираш? Као немам ништо против, знам дека има големи критики околу звукот, околу продукцијата, околу све тоа. Чекај, мора да почнеме од друго место. Зашто е албум, бе, брат? Не знам. Зашто е факинг албум, бе, брат? Крстен. Значи, кога збориме Дрейка од човек што постојано кокетира, брат, со форматите, со начинот на кој ќе презентира музиката. Така. Ова е плейлиста, ова е албум, ова е микстейп, ова е EP, ова е Dark Lane Demo Tapes, ова ми се демоата, ова ми се ликовите што намерно или ненамерно си ги пуштам. Така. Као, зашто е ова албум, бе, брат? Зашто не биде први... Зашто не пиша првиот хаус албум? Зашто не го крсти така, брат? Не знам. Не знам. Зашто не го крсти као хаус плейлиста за ова лето? Или зашто не го крсти као Миконос и Бица плейлиста 2022, брат? Апла. Ама реално, брат. Да. Види. Зашто не го изигра така? Фраерски као што знае да ги игра работите. Како ова спаѓа во истиот кош со другите ствари кои се сметат за албуми на Дрейк? Тоа ми е најголемиот проблем од се. Што не излажа, брат, дека е албум, брат. Ако е албум, ова окей, не е албум, брат. Дарко е тотално разочаран од Дрейк. Не ни бев свесен до овој момент, ни јас сам. Ама не е седми албум, брат, како да ти кажам? Не, види, ај вака. Ја буквално уште кога го пуштив. Не, брат, ама чекај, збориме се, уште не сме стигнати да го пуштивме. Значи видов коментари од Карнич. Карнич поново се вика гордо, брат. Не знаев. Карнич оваа година го закопа Карнич, заврши таа кариера. Така. EDM, трап, нели познате хардстайл правеше, има соработки со influential, легендарен своевремено кога се појави. Да, многу хейтан и многу почитуван во исто време, бидејќи е таков каков што е. Исто како Дипло, исто како може и како DJ Khaled и како така. Има малце корни на моменти, сака да експериментира со ствари, многу лесно се закачува на различни бранови и као до негди го нема изградено стилот, ама и тоа му го прави стилот многу уникатен. Да. Као double edge sword. Да. И од двете страни. И оваа година, дека ја го следам цело време, оваа година рече дека завршува ерата на Карнич и дека почнува ерата на Гордо. Сега како Гордо влага поише во хаус, во тех хаус музика, значи баш овој саунд кој е тука. И видов дека екипата на Kinda Music, иначе еден од тие членови настапуваше во Станица, брат. Еден од тројцата дечки настапуваше во Станица пред 2-3 месеци. Кој е тоа? Од екипата се вика Kinda Music, мислам дека се германци. Добро. Фоламур или не? Не, заборив се како се викаш. Добро. Не битно. Они му има коментирано нешто на Drake, The Greatest Dance Album of All Time. Се сеќавам на тоа. Дури го имаше Black Coffee во кредитс како екзекутив продусер, ама тоа не го приметив, се дека се утре ден тоа, не го преслушав албумот. Исто и ја. Да го видев тоа, ќе бев сигурен. Ја пишев на Дискордот дека ова звучи сумњиво, чимо вие се палат и овие го шернуваат и овие му коментираат. Да. Има нешто. Има нешто со нив праено и се тука беше као не може да е седми албум на Дрейка, да е денс албум или може би денс албум, ама не знаеш кој контекст да го сватиш, може би си викам има една-две песни со нив. Така. Моите очекувања беа тоа. Уште, например, ти кога пиша у Дискордот дека има шанси ова да е heavily influenced онака by dance music, си викам окей, ама до кој степен, као трака 2, 3, толку и очекував, пошто ако бидеме реални, не е прв пат Дрейк ова да го прави. Може би не до тој степен, ама get it together, така? Као Абе брат, на секој албум секогаш има по нешто. Нешто денсиш. Да. Има одсекат имало денсхол, одсекат имало онака влијание од Карибите. Од Африка исто така, ама да земеш еден таков стил кој што дури, знаеш, мене што ме највише повредува сето тоа. Буквално можам само една трака да ја споредам со Get It Together. Get It Together 6 години више, 7? Да. Ти си имал 6 години да го направиш ова, да го полиш нешто и стил, да работиш на ова,
Брат, ова го направиле за една нерала. Ова го има, тоа сакам да кажам. Ова не е ни планирано, брат. Ова си има десено, Дрейк кој што е Дрейк, не знам, кај има завршено, си има погодено, да, и као моментот со дека Get It Together е од Black Coffee продуцирано уште од 2016. Ја и ти бевме на самиот концерт, буквално настапуваше песни од од плейлистата, од More Life. Ама ова е сосема друго, брат. Ова е као не ни пробувам да го оправдам или не. Знам дека Дрейк од секогаш барал правци, ама ова е толку нешто на страна. Далечно од него и од тоа што нема никаква врска со него, брат. Ме разбираш, као има поише врска со Black Coffee, има поише врска. Дури знаеш како? Нека биде денс албум, брат. Ама работи долго на него, брат. Ова изгледа преизбрзано, преаматерски направено, underwritten, текстовите не се таму. Повеќе од времето се корни, прв пат е да не можеш да се поврзиш со текст на Дрейк, брат. Ретки се тие моменти. Ја имам 2 песни кои што само онак 3 заедно со Джими Кукс. Не, таа не ја рачуне, брат. Таа не постои. За неа не збориме. За неа не збориме. За неа само на крај ви кажал. Таа е бонус, да. Таа е бонус за тоа што следи. Пошто со самото вадење на албумов, кажа дека следи Scary Hours 2, што требаше ова да биде, Scary Hours 3, извини, што ова требаше да биде. И мислам дека Джими Кукс е само тоа што би следало. И е врв, као мене поише ми се свиги од Knife Talk. Многу ми е боле. Ама назад кон Tech House. Единственото нешто, ја не сум ни фан на денс музика, брат, не сум ни фан на хаус музика. Ретки се моментите кога нешто такво ми прија, кога ми се свиѓа. Хаус и рап музика постојат многу одамна како жанра, онака каде што има артисти кои што ги прават тие ствари. И паралелно се појавуваат во истото време од Детройт, нормално. Да, можеби не е уште од 70-ти, али во текот на 80-тите, 90-тите паралелно функционираат Нью Йорк, апсолутно. Чикаго е хаус, Детройт е техно, сите тие градови се близко и се функционира некако измеѓу. Сега, од друга страна, примеси измеѓу као и такви фьюжн стилови помеѓу хаус музика, помеѓу рап музика, хип-хоп воопшто, постојат. Така, знаеме за артисти ко Goldlink, знаеме за артисти ко Chanel 3, знаеме артисти кои Cakes the Killer и Pleasant Villains, има многу. И тие се посветени на тој крафт. Нивната музика е многу боле за тоа што тие ја прават, него ли ова што го прави Дрейк, брат. Сега, од друга страна, Дрейк никогаш не бил стран, као знаеме тие Black Coffee конекции, знаеме Virgil конекцијата, кој што исто така е heavily influenced by house music. Исто колку што е influenced by hip-hop, толку беше инфлуенсиран и од хаус музика и од светоа. На крајот на денот тој потекнува од Чикаго, таму е растен, таква е сцената таму. Сега, овде дури и го спомнува, као, ама муабетов ми е дека ако единствено нешто што можам да го кажам позитивно за овој албум е дека за прв пат Дрейк конечно остана, имаше единствен звук низ цел албум. За прв пат. Овде прв пат има конзистентност во поглед на музички правец кај што сака да го тера. Тоа ми е единствената позитивна ствар. У поглед на продукција, на како звучи, на колку не е, барем според мене добро доизмиксано кој што треба, колку се лошо напишани текстовите, голем дел од нив. Пеењето не е тука, вокалите не се тука. Не може да се пронајде се уште на такви битови, брат, као препискафе на моменти. Не знам тоа дали е намерено или не знам како да го оценам тоа. Ме разбираш, не знам како да се чувствувам, ама само знам дека мене искрено не е за мене. Не е дека не ми се свиѓа, не се работи за тоа дали ми се свиѓа или не. Мене може песна да ми се свиѓа од Дрейк само заради еден лајн у неа, ме разбираш. Поише од доволно ми е, ме разбираш. Ама овде ова не е само за мене. Сигурен сум дека ќе има многу фанови на ова. Го сваќам тој момент каде што има голем критицизам сега на почеток и па дури до тој степен за да тој реагира на сето тоа, кога имаше реакција на тоа дека не го сваќаат, ќе го сватат за некое време. Ме разбираш дека као they will get it. Океј, да, ќе го сватат некогаш, ама кај лежи ово у твојата дискографија, ме разбираш? Која е причината за вакво нешто? Ја тоа не можам да го сватам. Нема причина
во поглед на неговата дискографија, може би во поглед на неговиот приватен живот има, сигурно. Тоа не потекнало од нигде никаде. Дрейк не е притиснат да извади ова се гледа апло дека е направено онака пошто сакал вакво да направи нешто. Ме разбираш, нема никој притиснат брат да го земе Black Coffee и да му биде екзекутив продуст. Од друга страна го поштојам за моментот каде што албумот е екзекутив продуст од луѓето од кои што е звукот земен. Мислам земен, као од кој што на врз кој што он иде во нивниот свет. Да, он влага у нивната сфера. Еве ви роялтиз за тоа, ме разбираш, чим си екзекутив продусер, тоа што добиваш вечно роялтиз за тоа. Мислам дека Дрейк го правил тоа од секад, брат, и мислам дека секад имало го збориме DJ Мафориза кој е еден од предводниците са на Пиано Бранот, он е фичер и продуцент на One Dance, брат, најголемиот Дрейк хит. И го пишува и фичеринг и таму мислам дека и Wizkid DJ Мафориза 2015-та Wizkid, брат, свегаш. Да, уште пред сите да знаат за Wizkid, да. Да, значи ама не било тоа проблем никогаш. Дај ми да дам друга перспектива малце на ствари, бидејќи и тоа што сватив и од тебе, а и од луѓе во кај нас на Дискорд, претпоставам дека повеќето луѓе кои да речеме се хип-хоп фанови, се трап фанови, посебно и овие и помладиве што се да речеме и само трап фанови или само најмладата екипа на Дискорд што е она Yiti, она Rage, фанови кои се на Rage стилот. Овој стил, брат, имаше некој коментар демек песната на Бионсе е Real House, ова на Дрейк не е ни Real House. Брат, ова е стилот кој во моментов, овој стил што е албумот на Дрейк, стилот кој во моментов е најпопуларен на Ибица и Миконос и диџеите кои настапуваат. Најголемите диџеи кои настапуваат тие острови, и цела Европа, претпоставуваме Мексико. Оваа година се случува пикот на еден бранд кој почна пред 4-5 години. Постојано постоеле, од секогаш постоеле хаус и техно ремикси со хип-хоп вокали. Тоа апсолутно нема збор. Али Martinez Brothers и некои други артисти многу почнаа поише да го возат тој филм, овој новиот модерен тех хаус со хип-хоп вокали, со хип-хоп семплови. Знаеме дека најголем дел од овие тех хаус песни последните 3-4 години искочени, има ремикс од Lumidi, има ремикс од не знам што, од најголемите хитови на тој жанр се базирани на хип-хоп семплови. Оваа година се случува пикот кога диџеи као Марко Карола во својот сет, брат, Мичо ми праќа слики, сториња и гледам кај него на стори, ми праќа видеа цело време како пушта, брат, ремикс од Дрейк од God's Plan на Ибица, у клуб пун со 5000 луѓе. Затоа ти велам. И као овој звук во моментов е многу актуелен саунд, уште поактуелен на Ибица е на пример со латино вокали на ваква музика. Затоа ти велам, не е за џабе ова. Во моментов тоа е можеби не е пикот достигнат, можеби ќе оди уште понатаму, ама летово на пример јас сум бил на Марко Карола неколку пати и на екзити на Ибица. Оваа година му пишат на Мичо, брат, ќе дојам на Ибица само на Карола да идам да го слушам ова како го пушта, брат. Дека бевме последниот пат кога бевме на Ибица, бевме на журка Cutting Heads се вика лейбелот на Martinez Brothers. Во DC10 Martinez Brothers тоа им беше гостин Марко Карола, брат. Таа година излезе оној ремиксот, не знам дали ти ги имам тебе пратено. Имаат Martinez Brothers ремикс на Lil Baby и Lil Yachty песна, YSL се вика. И на тој сет не знаеш какви ремикси, не само ремикси, оригинални траки кои се во тој стил, каква музика пушта и колку беше јака атмосферата. Тоа беше пред 2019, за 2022 беше, брат. Сега уште повеќе еволуира тој стил. И ово е, се слагам дека можеби не е направено баш до крај добро, али ова е стилот кој можеби не најмодерен во моментов, али доаѓа на голема врата. Да. Епа тоа ти велам. Модерен стил, нов стил, сигурно 2022 срање. Сигурен сум дека знаат ствари што не ги знаеме ние, ме разбираш, као не е за џабе. Јас ги знам дека ги прата малце поише. Епа да, тоа ти велам. Верувам дека луѓето кои се кежуал хип-хоп листенас немаат ни појма, можеби немаат појма ни кој е Марко Карола, брат, ни кој се Martinez Brothers. Мене ти имења ништо не ми значат, брат, пошто не ја слушам, воопшто не ја слушам и не ја пратам таа сцена, ме разбираш? Ама таа сцена е релевантната сцена, брат, на фестивали, во клубови и на парти дестинации во целиот свет. Затоа ти велам, Мексико, сега е Европа, Миконос, Ибица и други. Овој албум има друго значење, брат. Затоа ти велам. Затоа во поглед на дискографија, мене ми нема никакво значење,
Ама за Дрейк сигурен сум дека ќе има многу брат за уште толку да се зацементира. Не е за џабе направен албумов, има некоја мисија со овој албум, ме разбираш, као сака да постигне нешто, не е туку за џабе, брат. Не дека не е испланирано, брат. Ова е све испланирано, дали сигурно го имаат пратено, знаејќи го Дрейк колку е онака севи со стварите, со потезите што ги прави за да остане релевантен. Па мислиш дека ова беше севи? Најмногу ми смета тоа што беше најавено како албум. И тоа го извади од контекст целиот релиз, брат. Луѓе ќе забораат за се тоа, брат. Се сме заборавиле, брат, ќе заборавиме и тоа, ама многу на брзина, да. Мада, ти велам, мене во поглед на Дрейк и на неговата дискографија, албумов буквално ми е доле, најдоле, ама нема да кажам дека е лош албум. Тука ќе кажам дека не е за мене. Јас сигурен сум луѓе, меѓу кои ти дефинитивно, кои што слушаат електронска музика ќе го рейтуваат и многу повисоко. Нема да го рейтувам повисоко во поглед на неговата дискографија, брат. Да не беше албум, немаше да има никаков проблем да беше summer playlist, ќе го ембреснев и ќе се рече ова е топ, знам шо прави, дека вака знам шо прави, само не ми се свија што е на ваков начин извадено, искрено, брат. Многу беше боле да беше EP или да беше соработка EP со Drake и Black Coffee, презенцију, нешто поема неам. Мене ми се свија, брат, имам неколку песни кои од првите слушања ми влегоа во пред се Стики. Стики не е ни толку Стики не е тој не е толку хаус, брат. Да. И мене ми е омилена од цел албум. Без Jimmy Cooks Club или како да се викаше стил кој се појави паралелно со трапот таму од 2012-13. Дали беше Calling My Name? Да, Calling My Name интересна, малце кринџи, ама тоа е Drake, брат. Text Go Green. Дали беше уште едно имам само Massive ми е добра. Massive добро. Currents не ми се свиѓа тоа. Малце долго трае, брат, за ваква музика. Не знам, некако Massive? Не, целиот албум го гледам. Целиот албум, да. Па на пример рачуне дека Massive е на пример права барем според моето лаичко познавање на хаус музика и електронска музика воопшто, на пример ја има таа права хаус структура, каде што има многу малце вокали и повеќето е оставено инструментал. Као на пример тоа е права каде што на други места као буквално пак си има таа структура со рефрен, со два врса и све тоа бридж, брейкдаун нормално у електронска музика, дека тоа е ептен поише и истакнато него ли у хип-хоп. Ама кој што велиш, као албумов трае 52 минути, а 14 песни. Не знам. Брат, луѓе збеснуваат за најпрости работи, брат. Као транзицијата помеѓу интрото и falling back, брат. Као ништо само продолжува битот, брат. Као ништо не се дешава, ме разбираш. Има некои моменти кои што многу се оверхајпнат, има моменти кои што на пример не знам, сигурен сум дека имам слушаното боле хаус на моменти од ово. Затоа стики ми е најболе, пошто и не ме потсеќа толку на хаус. Да, не е воопшто. Massive во поглед на хаус и на тоа што можам да слушам од хаус ми е онако омилено од тој правец. Currents, кој што кажав, не ми се свиѓа. Text Go Green, окей ми е. Currents беше она со креветот кај што крца, така? Не знам, брат, сега више ги дека се звучи многу слично, знаеш, не уште не ги разликувам песните која е, брат. Не можеш да ги разликуваш, брат. Пошто? Пак ќе си со текот на времето, тие што ги ги разликуваш. Па да, ја не мислам дека ќе може да мислам дека, знаеш како? Пушти ми било која песна од Дрейк, ќе ти ја кажам првите 3 секунди. Овде ќе го имам тој проблем. Да, не знам ја можеби нема да ја знам по име точно која, ама ќе ти ја израпувам пола, брат, ама нема можеби да знам како се викаш. Ја така се чувствувам дека ова ќе биде првиот албум каде што нема да знам песна у првите 3 секунди од Дрейк. Шо и не сум толку љут на тоа, ти велам, као у поглед на дали ми се свиѓа или не, не е за мене само, тоа ќе кажам. Ја мислам дека ќе го слушам, мислам дека го имам во ротација, можеби не постојано. Нема да кажам дека ми се свиѓа кој знае што. Шаро да мојот човек Fake Casual од Србија, со него зборевме, за него беше албумов малце, викам малце излитено е више, демек не е тоа. Тоа ја му кажав истиот муабет што го кажав и за сите вас. Так. За новиот стил кој се појава на Ибица, ама на пример со него зборевме, ако више идеме денс, зашто нема нешто ама пијано, брат? Тоа е најсвежиот звук што може да го има у моментов. Али на пример тоа не се пушта на Ибица и на Миконос, брат. Ова се пушта. Така. Таргетот е друг. И тоа ми изненадува со Дрейк што малце валја не у тој муд, брат. Имаше една песна со Темс на
На Fountains? CLB, Fountains, да. Али кога да бега од тој стил што ствари свеше се уште, брат. Има и денс, има и таму ап-темпо работи, може да звучи интересно. Сакам да кажам дека не е дека звучи најсвежо, не е дека звучи најдобро. Мислам дека ќе го имам во ротација, мислам дека ќе го има на плейлисти, мислам дека ќе има доста ремикси кои ќе се пуштаат на сетови во на Тоа ме фестивали, интересира. во клубови. Ремикс играта на албумот, брат. Тоа има голем потенцијал, брат. Хаус светот? Да, во хаус светот, брат. Пошто хаус музика реално многу зависи од ремикси, од верзии, онака од рандом, од други диџеи, од други лейбл, куки и све тоа, као ремикс геймот ќе биде интересен. Ама не зборам за bedroom house продусер, брат. Као зборам за некои Не, големи големи, имиња, големи. своји едити, свој све на фестивали, на све тоа. Мислам дека таму ќе вирее поише албумот него ли онака first week album sales или нешто такво, мера. Кој што кажа не е таков албум кој што седиш и дома го слушаш у одреден сетинг, го слушаш на плажа. Ама не, ама тоа не значи дека нема да има Spotify Plays, дека ќе го слушаш Има дека секако. возиш кола, брат. Ќе има секако. Лето е, брат. Ќе има Слушаш дека секако. седиш на плажа, ма пак од Spotify ќе го слушаш, така. Апсолутно. Така да не е, мислам дека Spotify пак ќе си работи. И мислам дека само таргетот е многу друг. А на Дрейк го слушаат секакви луѓе и Да. бегам многу од хип-хоп публиката, ама ако така се осеќа, брат, додека не ми дае тоа што требаше да биде Помислам дека ќе се врати сега, брат. додека не ми го дае тоа што требаше да биде CLB, Све се не за не му Да. се што ќе биде вакво да речеме саппар не му проаѓа, брат. Да. Ќе го слушам, нема ќе лажам ако речем дека нема да Фер. го слушам, ама дека не ми го дае тоа. После Scary Hours двојката, после Darkland Demo Tapes, односно прво беше Darkland Demo Tapes, Да. па Scary Hours двојката. CLB не беше тоа што требаше да биде, ако мене ми се свига и има песни кои до ден денес ги слушам и ги пуштам. И на крајот на денот, брат, знаеш што ствари ќе кажам, ако го извади Scary Hours тројката и ако извади уште еден албум, брат, човекот после толку време е работливиот човек во играта. И ќе ти кажам најискрено дека пуштам музика скоро секоја вечер, брат. У живот ме држат само новите песни на Дрейк. Ништо друго не останува да се пушта. Ја сереше и ти Way Too Sexy и на интернет и се кринџео, она, брат, еден од најголемите хитови за 2021. Сакал Некил. Тоа е тоа, брат. Да не е таа песна ќе треба да пуштам друга песна од 2018. Така. Тоа го зборевме, нема веќе такви Као, монументални хитови. Единствен што константно вади музика, константно вади хитови после толку време. Збориме Churchill Downs, една од најдобрите песни годинава, као и на фичер пак е Да. тука е присутен, брат. Додека имаш Луѓе сакаат да добијат цел албум од Churchill Downs, брат. Да, брат. Цел албум од Lemon Pepper Freestyle, брат. Реално. Не ме заебај, брат. Scary Hours 3, брат. Тоа чекам искрено. Ама мислам дека знаеш што, и свесен е за тоа, и знае дека мора да свесен е дека мора да го достави Scary Hours 3. Две траки, едната само нека е колку Lemon Pepper Freestyle, поише од доволно ќе биде. Ќе се врати као секи му биде забораено. Абе нема везе, брат, него ќе му забораено му е више, брат. Има и толку дискографија. Таков е што знае да го маневрира тоа и мислам дека знае дека должи Scary Hours 3 и мислам дека многу паметно го изигра тоа да ја стави Джими Кукс последна за аутро. Као фазава завршува овде. Фазава ми траеше 2 недели. Да. Пиев и се дрогирав. Така, и бев на Turks and Caicos и еве сега ова завршува, не, ова следува. И е феноменално. Јас само се молев, брат, ја пуштам Джими Кукс и само го слушам интрото на Джими Кукс, го слушам семплот и викам ако Дрейк продолжи да рапуе на ова, без драмс, без ништо, скренувам, брат, у истиот момент, така, не знам што ќе направам. Се пуштија драмс, ама не беше некоја промена. Топ. Ара, има и неколку различни промени на питот. И после тоа влага 21 хаос. Мене ми се свиѓа. А не е дел од албумов, ја не би рекол дека е дел од албумов. Ама омилената песна на албумов ми. Брат, и пак на крајот денот и вчера сакав да отворам со Не дека неа. единствената не е дека единствената трап песна. Единствената рап песна од Дрейк. Тука е многу квалитетна, боле ми од Knife Talk, брат. А знаеме Knife Talk како функционира и на журки Па да, ети, највток ја заборев со Да, хитовите што ги зборим. Ама ова ми е боле од Knife Talk. Такво по-ро ми е, повеќе енергија ми има.
Боле ми е. Поише мене ме ниша онака ме носи, Брате, него ли највток. рачуне дека уште првата вечер кога излезе ја пуштив у Струмица, пуштав музика и више имаше некоја реакција тука од најзаграните Дрейк фанови. Тоа е тоа. И ќе влезе во ротација, брат, уште една Дрейк Сега- тест ротација, среќа што има нешто ново, иначе Да. немам ништо што да ставам у сет, брат. Што да правам? Замисли ја пуштиш Currents у некој кафичи почне кревети да крцаат од нигде никаде. Хаос, брат. Значи ќе запалам шанкот директиво. Нереално, брат. Нереално. Али како и да е, чекаме Scary Hours 3, пак ќе кажам, тоа е за мене финалниот збор каде што овој албум не е за мене, као не го хейтам Дрейк за ова. Има причина зашто го има направено, за поголем рич, за да се протне низ други ствари, да ја фати сезоната кој што треба. Верувам дека е плански. Го поштувам за тие за тоа што го има направено, дека е executive produced by Black Coffee, дека ги има даено оние proper flowers на луѓето кои на кои што треба да се дадат. Дека Се викаше тој Рампа од Kine Music. Kine Music е една Ето. екипа трио од Германија, поврзана е често со Black Coffee и со таа екипа. Рампа настапи во станица пред неколку месеци. Имаш и он production credits или они, не знам. Carnage, a.k.a. Gordo, Black Coffee и сигурно има некои други. тоа е тоа. Затоа ти велам, чекаме Scary Hours 3, ќе видиме што следи, брат. Сигурно има нешто спремено. Само ќе видиме што е. Ај кога сме виждале House of, брат, што мислиш за новата песна на Бионсе? Еј, го слушнав тоа, знам, не постои. Видов и баш преска видов едно рандом видео на YouTube, ми се појави са бајле, пошто станав у 7 сат. Видов дека уствари као интерполација на некоја многу позната хаус песна од 90-ти, Не се сеќавам. што е семплано од нешто од 70-ти. Ама мислам дека тоа е поише направено за да немаат проблеми за после за као sample clearance што и да е. Не слушам Бионса, брат, као ништо не ми значи Tag of песна. House. Брат. И посебно Tag of House. Тоа е па нешто па што е ептено на како лимунада, не можам тоа да го слушам, брат. Воопшто не слушам електронска музика, тоа па ич, ме разбираш? Пишувавте нешто таму коментари на Дискордот, баре подобро направено, ова брат, шок е подобро направено која Не го немам кажано да. не е подобро направено, Не, брат. не. Мислам или покомплетно или постегнато или не знам како имаше Не пишано, памтам брат. кога последен пат сум слушал Бионси, нема да слушам Бионси како и да е, брат. Не ми треба тоа во мојот живот искрено. Ајде, Тоа нема. што слушаш? On to the next one. On to the next one, брат. Имаше доста музика. Штеда и A Blessing in a Curse, Joey Badass не го извади својот албум. Па дури до тој степен да... Тоа беше добро Брат, меме. ама- Джои Беде се радува дека има проблеми со clearing the samples. Ама види, почнаа луѓе да го тролаат, брат. Ја тоа го кажав дента кога искочи Дрейк албумот, као кога го најави. И као искача Joey Badass после 2 дена и као ги пцуе сите луѓе што јадат гомна за тоа. Значи ја не сум бил единствениот што го има забележано тоа, ме разбираш? А зашо шо? И као човеков почна да твита, брат. 5 твита на твитна за урок од 10 минути за тоа како ако некој верувал дека он го има пушнато својот албум, дека Дрейк го најавил неговиот, тоа што сме глупи, ме разбираш, као мајсторе, не е лош потек тоа, ме разбираш, као чекаме 12 години за албумов, боле, нека стивне нешто за Дрейк, не дај Боже следна недела да искача Scary Hours, ме разбираш, пак ќе ја заебеш работата. Тоа уште толку повеќе, да. Толку уште Дури бетер. Можеше добро да испадне ако... Ова можеше да биде бет, ма никој не знаеше дека ќе биде Да. денс албум, брат, Да, ме да, разбираш? да. Као боле ќе беше ако го извадеше 2000, ако го извадеше дента кога искочи Дрейк, барем ќе имаше нешто да се офсетне, брат. Ова е хаус. Да. Бегај, ја тоа ќе слушам, ме Да идеме разбираш? малце на бумба Душата да си ја да си ја исплакнам онак. Го трола, ќе го добиеме, се надам за 2 недели sample clearances issues, се надам дека е стварно тоа. Друго, прво морам да го спомнам, Currency пречесто ги вади, ама ова е малце поинако. Нов албум се вика Spring Clean 2. Знам дека за некој ден искача и делукс верзија. Интересно е дека ова не е соло Currency албум. Ова е албум во колаборација со Fuse. Fuse е американски продуцент кој што е примарно електронска музика, алтернативна техно музика, малце покарактеристични ствари. Се спојуваат двајцата каде што нема електронски битови, нема електронска музика во албумот, но вади продуцент кој што примерно не прави трап музика, да прави музика за Currency. Продукцијата е многу интересна, многу Трап или рап? рап, као има и трап моменти, има и рап моменти. Многу интересно звучи. Го има Пиер Борн,
го има Young Joe. Тоа би го преслушал, брат. Има добри моменти. Не е долг во смисла на рантайм. Има неколку скитови, интересен албум. Ме фати онака, си викам, окей, дај да видам што е ова. Гледам Fuse, викам че да видам кој е да не е некој од неговиот лейбл, пошто и ги има такви многу непознати рапери околу него што се, мислам непознати за нас, ама сигурно си имаат некое свое движење од Jet Life. Онака искача да е некој продуцент од 90-ти години кој што уште е активен ден денес, кој што има многу инфлуенса со онака и од афричка музика и од света. Интересно ми беше, го преслушав, го сабајле буквално трет пат го веќе го имам преслушано, вчера го најави Deluxe изданието, ќе видиме и што ќе е тоа. Ама интересен звук, на моменти онака трапиш, на моменти ама пак го има тој традиционален currency звук, ме разбираш, и тоа ми беше добро дека за прв пат продуцент искача од своето од своето како се вика, од својата комфорт зона за да направи нешто за некој артист, ме разбираш, кој тоа исто ко еве на пример Black Coffee сега да земе да почне да прави рап битови за Drake, ме разбираш, и да искучи, не знам, Scary Hours 4 или такво нешто. Executive Producer и Black Coffee, ве молам не. Не ги взимајте овие идеи, ама тоа беше добар, easy listen, реално. Трагата со Pierre Bourne ми е многу добра, има добри скици, има добри инструментали. Класика муабети од Currency, цело време се работи за коли. Има еден одличен скит кој што ми извади од такто онака сабајле. Мислам првиот пат кога го пуштив и сабајле исто така се будам 8 сат, го пуштам албумов. Доаѓа, не знам која е 7-8 трака, доаѓа скитот, брат. И почнуваат формули од нигде никаде да шибаат. Скитот е уствари формули V8-ци, ги знам и по звукот на машините. Памтам онака, убаво се сеќавам V8 ерата, почнуваат овде да брмчат од нигде никаде и пак се надоврзува со таа целата естетика на Currency со коли, не знаев дека е фан на формула. И ми се спои сето многу добро. Таков позитивен е летене, за слушање, за кола возење, за на плажа, онака за да не се замараш воопшто, за таков вајб ми вади. Позитивна енергија, дефинитивно треба да се преслуша. И знам дека често го зборам Currency овде. Едно од стварите е дека е многу пролифик, дека вади многу често музика. Ама од друга страна дека се што ќе извади не е ништо сапар колку само да го извади, брат. Таков е човекот, брат. Прави едноставна музика, тоа кој што го збориме, дека не мора секогаш да е lyrical, miracle, spiritual individual за да биде, за да допре до некого. Туку е едноставно и си го кажува тоа што е негово, тоа што тој го живее и многу добро звучи, брат. И секогаш наоѓаат начин да најдат нешто интересно. Од самиот факт кога го изгуглав кој е Fuse и кога видов дека е уствари продуцент кој што примерно не прави хип-хоп музика и сега дошол да прави хип-хоп музика само за Currency. That's a win in my book. Сакам да видам, сакам да слушнам што значи ова. Од друга страна, имаме малце потрадиционален звук. Logic се врати, искочи од retirement, што и да значи тоа, рапери никад не се повлекуваат, не знам тој каков гимик лоше. Албумот се вика Vinyl Days. Искрено е предолг, брат. 30 траки, 8 скита. Не можам да сватам. Logic за секогаш ќе ми остане корни. Сега, во поглед на продукција, албумот е многу добар. Албумот го отвара со као поздрав за J Dilla, иако не е на J Dilla бит, ама е таков малце up-tempo бит. Тоа сакав да се добра за мене, сега ми текна, брат. Имаше многу луѓе, нели, кои што правеа споредби. Еден албум исто кој што го зборевме овде е IDK и K Chonada, Dog Food. Многу луѓе јадеа го збореа и онака као ако сакате добар албум кој што инкорпорира хаус музика со ова, слушајте го IDK, не го слушајте Drake, едно друго, и K Chonada доаѓа. И почна пишува на Твитер дека као ако не беше J Dilla и таа песна, ја никогаш немаше да знам да спојувам електронска музика со ова. И викам, чекај, се немам, не се сетив која е песната. Ја пуштам, тоа е од 98, брат, Busta Rhymes песна, каде што Busta Rhymes рапува на хаус бит, брат. 98. Не го знам ова, брат. 98, J Dilla бит, ја немав поем, брат. Онака си викам, вау, као. И не знаеш колку добро звучи, брат. Не рапува така брзо, рапува бавно, брат, као буквално он, као битот ако е 128, он рапува на 64, да. Многу чудно, многу интересно, многу карактеристично. И
на еден начин и го одбранува тоа дека не е на пример сега ако Кейт Ранаде е единствениот и кога треба да го гард кипаме онака. Имаше коментари Дрейк конечно го изгледал како се вика сетот на Кейт Ранада со она тука што е Boiler Room сетот што е тој легендарниот. Ама нема брат тие што прават малку електронска музика Кейт Ренада и продукцијава на Дрейк и продукцијата на Бионсе врска нема. Нема. Кейт Ренада користи сол семплови прави сосема да. Сакам само да се надоврзам со тоа дека Logic не дека има хаус бит, ама има апtempo бит кој што ги правеше на времето J Dilla кој што имаше, го спомнува J Dilla. После има некакво, знаеш што? Намерите му се добри. Начинот на кој што рапува е кринџи. Пак се тоа збори за Black White Boy дека е 50-50. У третата песна кажува дека немал веќе зошто да рапува. Брат, прекине да рапуваш. Имаш уште 27 песни после ова од кога каже. Зашо имаш 27 песни ако немаш што да кажеш? Брат, тој не е добар нешто изгледа. Преевидентно брат дека нема. Као го спомнува Ентони Фентено, збори за Фантано дека порано го мразел, ама сега биле другари со него, дека на почетокот кога Фантано го серел него, овој го замислил дека сака да го убие брат. Као потрошив легит време да видам човеков што збори. Ментален е брат. Корни е кринџи е скроз брат, као продукцијата е многу добра. Раз доаѓа на трака, феноменална продукција, битот страшен. Брат, раз е 10 пати боле него ли овој брат. Овој пак влага втор лајн брат дека е црно-бел. 6 пат у албум го кажува брат, трака 10, ме разбираш. А има фичерс феноменални брат, го има Раз, го има Royce the 5'9. Има едно писмо за Madlib, каде што збори за алтер егото на Madlib, не остај продукција, ама дај почни и да рапуваш пошто демек навикнат сум на тоа. За луѓе што знаат, за луѓе што не знаат, тоест Madlib има едно алтер его се вика Quasimodo, каде што рапува на битови, на своји битови кои што не може да ги дае на други, као никој нема да знае да рапува ново, ја ќе рапува ново и го прави на многу карактеристичен начин. Тоа е малце онака таа quirky nerd страна на хип-хопот. Албумот има добри intentions, добри му се сага да направи добро, ама overall звучи корни брат. Продукцијски звучи многу добро. T-, Six, добри продуценти, квалитетни продуценти. Онака како не знам, го има Немс, оној Gorilla Bars, го има Майкл Репапорт, го има на JJ Abrams, го има на Скитот. Ама онака е како остануваш underwhelmed после 30 траки брат. Како сите фичерс на албумот се боле него ли он брат. Раз го надминува, Royce the 5'9 го надминува. Има такви легендарни ликови кои што се во хип-хопот, кои што се многу добри, многу квалитетни и сите го поминуваат брат. Како го има DJ Premier. Легендарни ликови има на албумот, ама буквално албумот може да постои без Logic. А е Logic албум. 30 песни. И 30 песни. 30 песни, брат. Ни срам ни пер, да 30 песни ме натера да слушам, брат. Затоа, као во поглед на продукција, да, топ. Во поглед на тоа што сакал да постигне, да, ама целото деливери, целиот концепт, тоа што го збори се гледа човеков дека е пререпетитивен, дека нема веќе што да каже брат. И тоа ти че им го кажеш сам, као демек се вратив од ретајермент пошто му било досадно, брат. Досадно ти се гледа исто да го збориш у секој текст на песна. Него ни хейтам, туку стварно е тоа така, евидентно е као слушаш секоја песна за песни и истото го збори брат. Истото го збори дека бил ваков, дека бил онаков, дека детството му било вакво брат. Океј, знаеме, Eminem има албуми направено за тоа, као ама секад наоѓал некаков друг начин, као он само истото го океј, знаеме дека имаш technical ability и имаш прејако флоу и многу јако рапуеш. Све тоа океј брат, ама као внатре контентот што го кажува е содржинава, е као ништо брат. Ништо епте, не би ветера скроз. И мене тоа многу ме нервира. Као квалитетен не може да биде многу добар. Има и продуцирано траки на самиот албум, значи некаде песни каде што и он е и продуцент на песните, на битовите. Џабе брат, не можам да најдам една позитивна работа кај него брат, као не можам, освен тоа дека е само добар подкован рапер. Порано многу звучеше пофреш, као Young Sinatra и тие денови 2014-2015 кога правеше и он микстейпови.
Многу поише ми се свигаше него ли сега. Сега веќе стварно е онака како да нема зашто да рапува и само цело време едно друго се повторува и тоа станува многу досадно. Затоа, ако сакате да чуете добра продукција, као битови ко битови, чујте го, инаку не би го препорачал албумов, као премачене 30 траги се премногу е, сати кусуре брат, као само Кендрик може да заслужи сати 15 минути да го слушам, искрено, никој друг, не знам кој би слушал друг брат. Дрейк ми е предолг брат со 50 минути, а не па Logic за сати 17, ме разбираш, као ми нема нза со сето тоа брат, не можам да сватам. Таков е носталгичен е Vinyl Days, демек се враќа наназад кога бил дете, што правил, како правил, ама целото деливери не е таму, едноставно фали тој фокус онака кај што кажува ствари, нема валја и нема, не е. Затоа велам за рапер, за да бидеш рапер, не можеш да фейкаш брат, мора тоа да дојде од кај тебе, се гледа дека не сака да фейка, ама нема што друго да понуди. И тука си ептено многу лоша ситуација. Боле да не правиш музика, боле не прави музика, да. Боле не прави музика. Или не вади музика, ти прави ама. Дека реално Так, кога вадиш брат, ако вадиш современото исто. Ете, сега ќе има луѓе кои што ќе го слушаат, ќе се палат на тоа. Добро, И затоа, тоа е за респект. и затоа го велам, тоа е еден начин гимик брат. Као мене ми нема вистински квалити, тоа поише гимик онака се вади на тоа дека и факт е, не можам да кажам дека лошо рапува брат. Точен е, многу добро, sharp flow има, оштаре, знае убаво да намести syllables, ама тоа е техничкиот аспект на стварите брат. А тој душевниот, тој малце што е подлобој, тоа го нема брат. Многу е бледо, многу е онака као, многу е плитко, нема ништо унатре. Се што се што збори е веќе кажано на неколку наврати брат. Во истиот албум на неколку пати. Немам слушано Logic, така да немам поема брат. Не ни сакам да слушам. Не, тоа знам дека луѓе го збореа, знам дека има позитивни коментари, ама ја не можам да најдам. Во поглед на тоа тој што го збори, ја не можам да најдам ништо позитивно брат. Него ни хейтам, као порано го сагав Logic. Премногу го слушав. Онака као имаше момент Gang Related и јас се палев, јас те учев цела да ја рапувам колут некој. Ама сватив дека ништо нема освен тоа, освен ова слогови само наредени едно до друго. Ништо нема поише од тоа брат. Ништо поише нема. Као раз брат збори за ствари на текстот, као многу добри ствари, многу онака работи кои што ги слушаш, кои што се за него, ама ги кажеш секад на добар начин. Имаше многу интересни лајнови некои. И доаѓа овој брат и ништо брат, ништо не ти кажам, разбираш, и као боле е без Logic да е тракава. Боле. Тоа се дешаваше, тоа порано имаше еден хип-хоп пејдж, каде што тоа беше многу добро, не знам дали сигурно се сеќаваш, кој искочи Control. Добро. Никој не го слушаше J електроника брат. И имаше еден лудак, имаше на пејџот се викаше Real Hip Hop Page 2013 беше тоа. И имаше направено, порано постоја, сигурно луѓе не знаат, тоа веќе не постои, а bridged version кај што еден артист неговиот врс се вади и кога се спаја целата, буквално целиот албум само нека го направат со features брат, а bridged version Logic Vinyl Days без Logic брат. Така да. Но Logic version, а? Да, тоаш би го слушал брат, искрено би го слушал брат. До тоаш нема шанси уште еднаш да го пуштам брат. Пошто ќе ме мрзи да скипам на деловите кои што сакам да ги чуам брат. Ако сакам албум да чуам, ќе го пуштам онака front to back, нема да треба да срчам кај што е да скипам брат. Но ме нервира тоа брат. Така да онака боле да останеше у пензија искрено. И нека си гейма брат, он си има живот брат, си има жена брат. Не знам, појма немам, не можам да осватам брат, као го има тој ченс момент, корни момент брат, имам жена, не имам курви, со жена ми сум на плажа. Мајстор, окей, топе. Шести пат го кажеш ова. Што да правиме ние со таа информација? Да, као ништо не кажа брат, ништо не кажа. Нема што да извлечеш од тоа брат. Нема, кога сака да биде искрен, онака е, као бленде скроз, нема спајс, нема ништо тоа. Го искења фалмов, ама така се чувствувам стварно. Не е ли хејт, тоа е поише критика онака. Пошто го изслушав дава време и се чувствувам онака ограбено за типо, ми фали уденов, ме разбираш. Тоа е. Не знам, ако извади нешто, искрено веќе не знам дали би чул, дали би дал шанс. Ова поише ме фати као DJ Premier продукција и ваква продукција, и го спомне J Dilla, и го спомне Медли, па да видам. Сваќам дека е многу голем дел, као тоа е окей, тие моменти се окей.
ама све друго што е генералното, као тоа е 2-3 траки, брат. После 8 скита, брат. Кој албум има 8 скита? Не знам, брат. И тоа најчесто знаеш што се voicemails, брат. Не ни можел да ги добие у студио, нема ништо. Майкл Репопорт му се јавува на телефон. Fuck you, black and white trash. Као нешто комедија треба да ти текне, ништо тоа не е, брат. 5 луѓе му се јавуваат на телефон и му викаат дека е црно-бел, дека е мелес, брат. Тоа е скитот, ме разбираш, нема никаква смисла, брат. Нема никаква смисла, ништо нема не додава, нема никаква прича целото тоа, брат. Треба да е уствари враќањето кон хип-хоп, кон потрадиционалните ствари, кон вредностите на хип-хоп музиката. Ништо од тоа не е, брат. Ништо од тоа не е. Така да, според мене, разочарување у поглед на тоа што содржи целиот албум, од продукцијска гледна точка е многу солиден. Мислам дека доволно е за денес. После ова са Logic не ми се избори нешто друго, брат. 20 минути рентав за Logic, брат. Fuck that guy. Покер shit, што би рекал ти. Fuck that guy, брат. Не зборам виш. Ветувам дека Logic нема да се спомне на подкастов виш. Не, те гледам, однака и викам добро. Прекинали некад. Не, и сам продушуваш и пак да уште поише да го сереш. Морав да си искажам. Пошто Сабајле си вика мај пак уште еднаш ќе го преслушам. И ми го заебат денот, а имав несоница, инсомнија ме мава, не знам, до последниот месец дена. Брат, слуша Logic уште некаде мало. Така, истрауматизирано, тоа сигурно ми било, бре. Си легнав у 5, за да сум заспал у 5, станав у 7 и 10 и Logic си пуштив Logic, да. Хаос, брат. Добро, имавме солидна емисија со оглед на твоето утро, брат. Дефинитивно не, брат. I'm rejuvenated, брат. После тоа се чув Currency, се чув други ствари, се чув Jimmy Cooks, брат. Топ ми дојме, брат, ама тоа, брат, ми измори уште од Сабајле рано. Се ми е јасно. Ама all part of the job, брат. Сакам да слушам, не можам да зборам, као тоа ќе беше исто сега да зборам за Тајга ако не бев таму. Ме разбираш, мораше да го преслушам за да знам да кажам. Така да, јас сум таков човек, не можам да зборам за работи кои што ги немам слушано, кои што ги немам обработено. И за кои немаш изградено мислење. Апсолутно. Точно, мислам да. дека поише како ту лисен се поише од доволно за да кажам ово и да стојам црсто на ово што го кажав сега. Тоа е тоа. Добри сме така? Мислам дека за денес мислам дека и луѓе ќе се изморат слушајќи ако стигнале до овде воопшто. Ако не скипнале за Logic. Да. Тоа е тоа. Се надеваме дека ќе биде епизодава ASAP на YouTube и на Spotify. Фала што не почекавте за еден ден. Мислам дека имавме многу добра емисија. Први импресии од Тајга, импресии за Drake, рецензии за Logic и рецензија за Currency, така да топ емисија, топ содржина. За жал се ближиме кон крајот на оваа сезона, али stay tuned, имам уште 2 епизоди интересни, се надевам дека ќе биде добро. Пишете ни како ви се свигаше епизодата, дојдете на Discord и се слушаме пак наредна недела. Поздрав. Чао.